Почитувани, добро вечер. Во ова наше денешно интервју разговараме со професор доктор Оливера Стојчева, која што е национален медицински директор на Диаверум за нашата држава. Добро вечер за вас, дали сте добри? Добро вечер, ви благодарам на поканата и ги поздравувам сите гледачи во Куманово. Вие денес сте гости во Куманово, вие всушност како седиште работите во Скопје. По вашата посета денес и вашето гостување, повод за сето тоа е Денот на бубрегот 11 март. Како го одбележувате? Како да се подигне свеста на луѓето за овој вид на заболувања и како да се превенираат? Да, јас ја имав таа чест уште во далечната 2000 година да учествувам на првиот состанок на Интернационалната федерација на бубрежни фондации, кој што беше одржан во Кападокија во Турција, каде што се договоривме во сите земји во светот, секој втор четврток од месец март да се слави Денот на бубрегот. Зошто тоа се направи така? Затоа што бубрежните заболувања, хроничните бубрежни заболувања се многу чести, се почести и почести насекаде во светот стануваат, може да се спречат, значи можеме да ги превенираме и затоа сметаме дека со славење на овој ден со најразлични активности, како зборување за хроничната бубрежна болест, организирање на активности за мерење на крвен притисок, гликемија, може да се подигне свеста кај сите граѓани во една земја, за да може навреме да се открие и да се спречи прогресијата, да се спречат компликациите, да се спречи лекувањето како што е хемодиализа или трансплантација, затоа што тоа многу ги кошта сите земји и развиените, а да не зборуваме за неразвиените земји како нашата, а се разбира и луѓето ги кошта многу квалитет на живот, прерана смрт и многу други компликации кои што квалитетот на живот многу го намалуваат. Кои се факторите кои што влијаат за да некој добие бубрежно заболување? Значи во светот прво да кажам дека е многу често ова заболување од најразлични студии, а исто така и ние правевме во 2006 скрининг студија, која што ја нарековме СКРОП. И тука ни помогнаа многу матичните лекари во целата земја и во Куманово имавме, не можам точно да се сетам, но исто така еден матичен лекар учествуваше. Видовме дека честотата на ова заболување е многу голема, значи во светот од 10 до 16% од популацијата има некој степен на хронично бубрежно оштетување. Во Македонија 14% беше овој процент, но со сигурност може да кажеме дека намалена бубрежна функција од третиот стадиум па натаму имаат 7,5%. Тоа е некаде околу 74-75 пациенти во Македонија кои што сигурно ќе прогредираат до крајна фаза. Кои се ризик факторите? Па во денешно порано други биле ризик факторите во минатото. Повеќе инфекции, бубрежни камчиња, наследни заболувања. Во денешно време, во развиените земји прво, но сега се повеќе во неразвиените земји, причина за оштетување на бубрежната функција се на прво место диабетот, шеќерната болест, а потоа хипертензијата, покачаниот крвен притисок. Значи, тие се главни причини за започнување со диализно лекување. На нив може да се делува. Значи, тие може да се модификуваат со терапија и затоа велиме раното препознавање на овие две болести или состојби, нивното лечење или добрата контрола ќе спречи оштетување на бубрезите и евентуално подоцнежно лекување со хемодиализа или перитонеална диализа. Како се открива овој вид на болести? Како пациентите сами да видат дали можеби се во некој прв стадиум од таков здравствен проблем? За жал, морам да кажам дека ова е хронично оштетување на бубрезите и во првите, па не само во првите, дури и во подоснежните стадиуми, пациентите немаат апсолутно никакви симптоми. Значи, болеста е подмолна. Првите знаци кои што може да ги обсервираат пациентите се покачување на крвниот притисок. Потоа може да обсервираат во подоснежните стадиуми евентуално замор, малаксаност, гадење, повраќање, но тоа се доцните стадиуми, 4-ти, 5-ти стадиум и останува многу малку време за следење додека се појави потреба од хемодиализно лекување. Затоа, за да не се случи ова, поготово тие што имаат ризик фактори, оние кои што имаат покачен крвен притисок, оние кои што имаат шеќерна болест,
барем еднаш годишно мора да проверуваат лабораторија, значи да направат крвна слика и да ги проверат другите лабораториски параметри. Она што е важно, добро и пациентите да го знаат, а лекарите тоа го знаат, покачаниот серумски креатинин и уште поважно, наод на абнормалности во мочката, најмногу протеини, значи излачување на албумини или протеини во мочката не треба да е нормален наод. Значи доколку се појави такво нешто, веднаш треба матичниот лекар да го упати пациентот на повисоко ниво интернист или нефролог, за да се детектира евентуално присуство на бубрежно оштетување и понатаму да се следи пациентот од нефролог. Од кога веќе ќе дојде до хронично бубрежно оштетување, самата болест со себе носи одредени компликации. Прво, морам да ја споменам анемијата. Значи, сите кои што имаат четврти степен на бубрежно оштетување, постојат вкупно 5 стадиуми, во четврти, но кај некои пациенти дури и во третиот стадиум на бубрежно оштетување може да се појави анемија или слабокрвност. Тоа води до замор, малаксаност. Анемијата исто така, ако не се третира веднаш со препарати на железо или уште повеќе сега во последно време со препарати на еритропоетин. Тоа е супстанца која што нормално се лачи во нашиот организам, но кога бубрезите ќе се оштетат, недоволно се лачи и доаѓа до анемија. Значи, ако не се третира, анемијата води до срцеви заболувања. Значи, најголемата компликација воопшто кај хроничната бубрежна болест се срцевите заболувања. Велиме, бубрегот и срцето се брат и сестра, одат рака под рака. Срцевите заболувања се главната причина за смрт кај овие пациенти. Се смета дека било кој степен на бубрежно оштетување има 10 пати поголеми шанси за смртност поради срцеви заболувања отколку оние кои што немаат бубрежно заболување. Значи, една млада индивидуа меѓу 25 и 30 години, ако е на хемодиализа, има еднакви шанси да почине од срцево заболување како еден 80 годишен старец од општата популација кој што нема бубрежно заболување. Значи, толку е голема разликата. Значи, кога ќе се започне со диализа, се смета дека веќе 70% од пациентите имаат срцево заболување. Значи, а тоа води до прерана смрт. Дали има некои други видови на заболувања кои што се поврзани со бубрежното заболување, освен срцето, нешто на што би можеле да посветиме внимание за гледачите? Значи, покрај срцевите заболувања, анемијата, која што и кога почнуваат со хемодиализа пациентите, исто така е присутна и коскената болест, е една од компликациите на бубрежното заболување. Коскената болест е малку посложена за терапија, значи нефролозите се тие кои што ја третираат. Тука се даваат препарати на D-витамин, се дава калциум карбонат и има други лекови кои што се потребни да се третира, затоа што ако не се третира, таа потоа е поврзана со многу други ризици и компликации. Но таа се јавува исто во подоснежните стадиуми на бубрежните заболувања. Дали доколку во раната фаза на бубрежното заболување се дојде до откритие дека има таква болест, дали постои терапија која што можеби ќе го ублажи целиот тој процес, која што можеби ќе помогне да се излечи? Да, ние секогаш велиме што порано детектирање, што порано откривање на било кое заболување, така и бубрежното, многу значи, затоа што рано може да се започне со терапија. Постојат две групи на лекови, кои што матичните лекари, интернистите и нефролозите ги знаат, кои што се лекови за намалување на крвниот притисок, но само тие две групи на лекови ги нарекуваме ренопротектори, заштитници на бубрегот. Тоа се АКЕ инхибиторите, ангиотензин конвертирачки ензим инхибитори. Тука гледачите сигурно многу од нив земаат, знаат кои спаѓаат енолаприлот, лизиноприлот, рамиприлот. И втората група е исто така со слично дејство, тоа се ангиотензин рецептор блокатори, лосартанот, ирбесартанот, кандесартанот, валсартанот, исто така им се познати сигурно на гледачите. Овие две групи на лекови влијаат не само на намалување на крвниот притисок, туку исто така го намалуваат излачувањето на албумини или протеини во мочката, а излачувањето на албумини во мочката е главен фактор на прогресија, на убрзување на оштетувањето на бубрезите и доаѓање до диализно лекување. Со намалувањето на протеиnuријата, излачувањето на протеини, ја забавуваме прогресијата на бубрежното заболување и ја одложуваме диализата. Ако, например,
пациентот со неговиот природен тек би дошол за 5 години на диализа, со овие две групи на лекови може да го одложиме токот за 7, за 9 години, што е од огромен значај не само за пациентот, бидејќи неговиот квалитет на живот ќе биде подобар, ќе се одложи диализата, компликациите ќе се намалат, но исто така и за општеството, бидејќи диализното лекување е многу скапа метода и за развиените земји, а камоли за нашата земја која што спаѓа во земји во развој. Така да тие две групи на лекови се од исклучителна важност и се разбира, постојат и други групи на лекови кои што делуваат на нарушените масти во организмот, потоа лековите за анемија, железото и еритропоетинот, други лекови кои што пак ги лекуваат компликациите на срцето, кои што рековме одат рака под рака со бубрежното заболување и многу други. Дали може да кажеме која е разликата помеѓу диализа и хемодиализа или тоа е всушност истиот вид на лекување? Да. Кога велиме диализно лекување, тука влегуваат неколку диализни модалитети. Тоа се хемодиализата, каде што користиме диализна машина и филтер. Крвта влегува во филтерот, се прочистува од отровите и се враќа прочистена кај пациентот. Потоа перитонелна диализа, која што спаѓа во домашна диализа, бидејќи пациентот не мора да посетува центар, туку измени прави, значи има катетер внатре во стомашната шуплина и неговата стомашна мембрана служи како природна мембрана каде што се филтрира крвта од отровите, става само течност, потоа ја испушта течноста, па става нова течност. И уште еден модалитет, тоа е трансплантацијата, значи тоа е сосема друг вид, каде што некој треба да дарува бубрек, дали ќе биде тоа некој член од семејството или кадавер, значи пациент кој што е во мозочна смрт и кој што нема шанси да се опорави, каде што семејството се сложува да ги донира своите органи. Значи ако се земе бубрек од таков пациент кадавер или некој од жив дарител од семејството даде бубрек, може да се пресади и тој пациент не мора да оди веќе на диализа, туку со бубрегот кој што му е пресаден може повеќе долги години да живее релативно нормален живот. Дали можеби за крај може да упатиме некоја порака до гледачите како да се самозаштитат не само од бубрежните заболувања, живееме во време во кое што има широк спектар на болести кои што не окружуваат секојдневно. Да, значи тоа велиме дека е примерна превенција. Примерна превенција да ги спречиме дури и ризик факторите кои што може да доведат до бубрежно заболување. Тоа значи да спречиме да добиеме покачен крвен притисок, да спречиме да добиеме диабет, да спречиме да станеме дебели, бидејќи дебелината и сама по себе е ризик фактор за бубрежни заболувања, да не зборувам дека е ризик фактор за хипертензија и диабет, а тоа значи дека треба да имаме здрав начин на исхрана, што помалку храна богата со калории, што помалку процесуирана храна, значи свежа, здрава храна, да имаме физичка активност. А кога велам физичка активност, во медицината тоа подразбира најмалку 5 дена неделно, по најмалку половина час. Ако е пешачење, тоа значи дека треба да биде брзо пешачење, 5 км на час. Потоа, да што помалку седентерен начин на живот, седење пред компјутер или телевизор не е добро, значи треба да се сведе на минимум. Што помалку сол во исхраната, што помалку шеќери во исхраната, бидејќи не се здрави. И контрола, значи барем тие што се здрави, без разлика што се здрави, барем еднаш годишно лабораториска контрола за да проверат евентуално да нема некои нарушувања кои што не се видливи, нема симптоми за такви нарушувања. Пушење никако, прекин на секакво пушење и алкохол, умерено земање на алкохол. Благодарам за разговорот. Дали може би имате нешто што би сакале да додадете во врска со Диаверум, со компанијата во која што работите, може би за услугите кои што ги нудите? Значи ние како компанија која што е светски позната на 4 континенти, во 24 земји постојано се шири, кои што пружаат врвна услуга на пациентите кои што се на диализа, сакавме да дадеме допринос сега во времево на оваа ковид пандемија, бидејќи видовме дека многу пациенти кои што имаа бубрежно заболување едноставно не стигнаа да дојдат ниту до нефролошката клиника, која што и се реновираше подолго време, поради ковидот врша и други услуги, едноставно немаше капацитет во јавното здравство да бидат примени пациентите на кои што им требаат други услови, кои што не беа ковид пациенти. Тоа го видовме по смалениот прилив на пациенти, затоа што секоја година знаеме колку е прирастот на пациенти
оваа година беше драстично намален и знаеме дека многу од пациентите не стигнале, починале дома, во домашни услови, бидејќи компликациите се страшни. Веќе зборувавме. И затоа започнавме со амбуланти за следење на нефролошки болни, значи со бубрежни заболувања, кои што не се лекуваат со диализа, значи пред диализните стадиуми, уште летото во Скопје, а сега сакаме и во Куманово во април месец да отвориме, бидејќи во Куманово е многу голем бројот на пациенти кои што имаат бубрежни заболувања и тука прирастот беше најголем. Дали може би има некоја бројка која што можеме да ја кажеме, да ја споделиме? Колку пациенти во Куманово се заболени со бубрежни заболувања кои што одат на диализа? Во Куманово има над 80 пациенти, варира бројот, 85, некогаш 90, меѓутоа прирастот е најголем од сите други градови каде што е диаберум. Веројатно има причини за тоа, кои што не се испитувани, но сигурно и диабетот е на високо ниво, и хипертензијата, може би има и наследни заболувања кои што допринесуваат до хронично бубрежно оштетување, и сметавме дека нашите амбуланти, каде што ќе се следат како што треба пациентите, навреме ќе се упатуваат и до други специјалисти ако им се потребни такви испитувања и терапии, значи не само нефролошки, бидејќи пациентите имаат и други компликации, ќе успееме да имаме условно кажано релативно здрави нефролошки болни, па дури и кога ќе дојде време да се започне со диализно лекување, нема да дозволиме да имаат срцеви заболувања, нема да дозволиме да имаат анемија, навреме ќе им се пласира васкуларен пристап кој што е потребен, артериовенска фистула кој што е потребен за диализно лекување, така да пациентите кои што би започнале со диализно лекување условно земено ќе бидат многу поздрави, со што ќе им го направиме квалитетот на живот подобар и смртноста ќе намалиме, односно ќе им го продолжиме животот. Супер, благодарам многу за овој наш денешен разговор. Се надевам дека гледачите останаа со нас до крај и да се видиме повторно во некоја поубава прилика. Ви благодарам и вас и со задоволство би ја прифатила понудата. Имајте пријатна вечер.